Почитувани гледачи, добра вечер. Еве, петок е, повторно се дружиме. Подкаст Радар, јас сум Сотир Костов. Вечера едно мало изненадување. Една интересна личност, професионалец, полицаец. Сашо Топаловски, начелник на СВР Скопје. Добра вечер. Добро Добро вечер. ни дојдовте. Како сте? Добро ве најдов. Пријатно да ни помине муабетов или подкастот. Да. Ќе поразговараме, се надевам, на овие сегашниве Интересни интересни теми. Вообичаено, моите гости ги познавам од поодамна, морам да ви кажам дека со господин Сашо, со началникот, сме отскоро познаници, сме се знаели како јавни личности, нема да ми замерите, овој пат разговорот ќе го водам на вие. Инаку, тежок професионалец, чекор по чекор е градил својата кариера, од ентеше, да кажеме што е тоа, недозволена трговија и шверц, од гонење на дрога, оружје и слични работи, па работа што ја особено го ценам, работа со квалитет, па шеста управа, па малку дислокација Куманово, па Чаир и еве сега е прв полицаец на Скопје. Веднаш да ве прашам, како се чувствувате како прв полицаец на Скопје? Слободно се изразувам јас. И каква е состојбата на безбедносен план во Скопје? Така, благодарам на објавата. Точно е, сум градел кариера така од... Да, 20 години. Од некој најниски, па скоро 20 години, од некој најниски нели, позиции до оваа позиција која е една од повисоките. Позицијата, да кажеме, главен полицаец на главниот град е многу одговорна позиција. Во принцип, полициски службеник да си во Македонија е доста одговорна професија. Па и тешко. И доста тешка професија, заради тоа што секој еден полиски службеник се соочува во еден обичен ден, можеби одредени професии нема да се соочат во целиот свој живот, работен зборувам, работен век. Но полициските службеници се тука, го прифатиле предизвикот, јас сум тука, сум го прифатил предизвикот и се чувствувам дека работам за доброто во моментов на скопјани. Да. Работам за доброто на целата држава во однос на тоа што секторот е под Бирото за јавна безбедност, тоест под Министерството за внатрешни работи, нели ние сме еден целокупен систем кој што заеднички управуваме. Се трудиме, таква цел поставивме да многу нешта промениме во однос на тоа што било претходно, да не биде како до сега на некој начин, него да направиме нешто ново, да осетат луѓето дека имаме новини во работењето, во управувањето и нормално во тоа што се однесува на нивниот квалитет на живот. И секако, нормално, наша задача е јавниот ред и мир да биде одличен, да биде без нарушување, граѓаните што помалку да имаат проблеми со одредени такви состојби и да го намалиме криминалот на што е можно пониски вредности. Почитуван господин Топаловски, морам да ви признам, повод да ве поканам да бидете соговорник наш во подкастот Радар е Безбеден град проектот Safe City. Морам да ви кажам дека за мене, ама очигледно и не само за мене, овој проект е една пресвртница. Ја малку поинаку го гледам, анализирам и вреднувам. Овој проект е една модернизација на полицијата, на Министерството за внатрешни работи, на владата, на останатите служби кои го помагаат бочно и кои се соработници од правни експерти, економски експерти, сообраќајни експерти и така натаму. За мене овој проект е битен што повеќе струко ќе не унапреди сообраќајната култура, ќе спаси многу животи, ова е на прво место, и се грижи за физичкиот интегритет на граѓаните. Кај нас македонска работа почнуваат со бочни работи, па сгрешила имејлот, па сгрешила
брзината била 51 и така натаму. Ве молам од аспект на најбитното нешто за овој проект, за нашите гледачи да ни објасните што е натера да го припремате, колку време го припремавте и почетни ваши констатации во тест периодот, кои се првите показатели за подобрување на севкупните состави на планот на подобрување на безбедноста на сообраќајот и не само на сообраќајот. Благодарам на прашањето така крупно, во кое што има нели неколку мали подпрашања секако. Внимателно ќе слушам. Исто треба да дадеме контекст и одговор секако за граѓаните, за целокупната јавност. Првин да искоментирам неколку работи во однос на она што кажавте за еден широк контекст, што значи безбеден град проектот за државата, за целокупниот еден систем, за владата и за сите други министерства и институции кои влегуваат тука. Многу добро проценивте, тоа не е проект на Министерството за внатрешни работи, тоа е проект на државата. Тоа е проект преди се на владата и на целокупниот државен апарат за ефектите кои што треба да се постигнат, ќе донесат добро за многу и полез за многу сектори и ресори, а најмногу ќе биде многу позитивно за граѓаните. Јас многу често знам да кажам последниве неколку недели дека овој проект, од она што јас се сеќавам, од тоа што мојата генерација се сеќава, овој проект можеби ќе биде равен на проектот на воведувањето на ДДВ за државата, кое што кога се воведе еден тој тогашен систем, исто имаше доста прашања како ќе биде, дали за овие ќе важи, дали за некој ќе важи. Од точка и поголем е од тој проект. Да, и доста поголем, но ево ден денеска се повикуваме на успехот на данокот на додадена вредност. И тоа е оно што безбеден град, безбедна држава на крајот ќе донесе во држава. Една поголема функционалност од тоа што како проект можеби ќе биде во досегашната историја еден од најголемите проекти што донел доста бенефити. Сега кога тоа како контекст го кажавме, сега да ги кажеме што донесе да. Прво, проектот не е нов. Не е тоа дека ние дојдовме тука во 2024 негде таму после техничката влада и ни текна дека треба да тоа е стара идеја, која што неколку години, како што и министерот, господин Тошковски, има кажано неколку пати, што никој не сакал во претходниот мандат да се позанимава со тоа, заради тоа што тоа не е лесно. И седнавме пред една година на една маса под раководство на министерот за внатрешни работи Тошковски да направиме нешто во однос на тоа што статистиките во последните 5 години говореа дека годишно во нашава држава се губат помеѓу 130 и 145 жртви на годишно ниво. Страотно многу. За една мала земја каква што сме ние, тоа е многу голема страотна бројка, заради тоа што, внимавајте, ние овие трагедиите кои ни се дешавале од 90-тите навака, како што се сеќаваме, биле сите помали во бројка, но многу повеќе болни од тоа што ние го доживуваме секоја година, као го занемаруваме. Не го приметуваме. Тоа е многу голема бројка, тоа е страшна бројка, 145 жртви во текот на една календарска година, како последица на сообраќајна незгода, каде што најголем број е брзо возење, помали броеви има поминување на црвено и сите тие последици кои настануваат со брзото возење. И тоа не беше еден лајн мотив да видиме како тоа во понапредните европските земји го решиле. И има доста добри примери од скандинавските земји дека ваквиот начин на контрола со камерите на јавните да речеме автопати, патишта на целокупниот еден крвоток на главен град или на споредни или на автопати донесува до намалување или зголемување, намалување на сообраќајни незгоди, намалување на брзото возење, а доведува до зголемена сообраќајна култура на луѓето. Заради тоа што нели познато е, ако нема механизам на контрола, некаква само контрола,
Луѓето секаде тешко ќе се научат да возат по правила. Сообраќајните знаци ги имаме, но дали секогаш се почитуваат ако немаме казнен механизам. Воедно ни дојде како бројка да споредиме дали тоа може да го контролираме ние со сообраќајни патроли. Во еден систем во кој што европските земји налагаат на, ајде да кажеме, намалување или урамнување на полициските службеници по број на жители, кој што ги има, нели, тоа има еден стандард, не можеш ти, ако претендираш да бидеш членка на Европска унија, да кажеш дека ти можеш да вработиш, не знам, енормен број на полициски службеници само ради тоа што ти така сакаш, и тоа што има едно правило исто колку број на жители треба да има по еден полициски. И тој просек ние веќе го имаме, дури тука негде сме на граница, така да не можеме да рачунаме дека ние треба да имаме повеќе полициски службеници. А со овие што ги имаме и со тоа што се развил градот Скопје во моментов за кој што зборуваме, ние цело време не можеме да го покриваме тој дел, цело време вашата емисија сега се вика Радар и ние цело време со радарите и не случајно се вика. И не случајно. Радари цело под време радарот. така и ние цело време со нашиве радари што ги имаме, цело време да стоиме на сите точки да мериме. Ние тоа го правиме. Просекот во Скопје е дека некогаш од 200 до 400 сообраќајни прекршоци констатираме во текот на еден ден. Кога имаме акција, тој број се зголемува нормално, пошто е акција, но тие акции се еднаш неделно, еднаш на 2 недели, еднаш месечно, немаме ресурси секогаш да ги правиме нонстоп. И сега, ако го тоа додадеме на ова ново време, кај што имаме одлична технологија, човечка интелигенција, надчовечка интелигенција, компјутерска интелигенција. И тоа во напредни земји функционира, беше ред и тоа кај нас, каде што многу пари се потрошило да почне нешто, и тоа имало почне, камерите не се од сега кај нас. Ние камери поседуваме 12 на години назад. Да, тие се тогаш монтирале за нешто друго, после се осознал фактот дека може да се користат и во разоткривање на добивање на правда во однос со враќање на изгодите, но сега ние рековме дајте тоа да го употребиме во права смисла на зборот, дека овие пари што од буџетот на државата граѓаните ги потрошиле, дајте барем да го види светот на денот овој ваков проект, да имаме бенефиците. И една година напорна работа, професори, правници, стручни служби, полициски службеници со искуство од други земји, фирми кои што тоа го работеле. Седнавме сите заедно на маса да видиме како тоа можеме да правиме. Верувајте, голем и сложен процес. Голем и сложен процес. Многу промена на правилници, многу промена на закони. Денеска се уште и во овој момент одредени правилници се променуваат. За да се добие ова... Затоа и тој тест период. Така е. За да се добие ова што го имаме денеска како статистика. Сега, иако морам да признам со опомени, народот многу брзо покаже дека... Многу коректно испаднавте. Као министерство. Да, зборам како тоа беше и насока на владата, да не одиме со казнена политика, заради тоа што неколку пати напоменуваме. Ова е од хумани причини. Не го правиме ова за да казнуваме. Ова го правиме за да научиме дека мораме безбедно да возиме, мораме безбедно да живееме и мора народот, кој што во преди се, како граѓанин, во најголема мера е пешак. Значи, од учесниците во сообраќај, најголема бројка е пешак. И тој мора да е безбеден. А не може да е безбеден ако ние возиме со 50 над дозволеното. Не може да е безбеден никој. Има бројки таму што укажуваат што се случува со сообраќајна незгода кога 10 над дозволеното ќе возиш, а не 50. И потребата од оние несреќи кои ни се случија во последниве неколку години, страшни со сообраќајни незгоди, кај што погинаа невини млади животи, и потребата дојде да го пуштиме овој тест период. Народот многу брзо изреагира на тест периодот. Знаеше, беше известен, го прифати и сепак како опомени народот го смири своето возење. Го смири начинот на возењето и тоа е евидентно. Верувајте ми, одма го почувствуваме, тоа ние поискусните. Така е. Шофери. Ова не сакам јас сега да звучи како мој субјективитет, но објективно, така е. Објективно ви кажувам, каде што се движам, ги нема веќе тие слаломи. Да. Утрешни. И мене луѓето ме застануваат и тие што ќе ме препознаат од неколкуте емисии на кои што сум се појавил, ми придуваат и ми викаат браво, издржете.
Ова и мора то да биде морате да стандард. издржите. Така е. И сега ја викам, ние со ова покажавме дека можеме да бидеме исто како германците, исто како австриците, исто како швајцарците, исто како сите други земји кои што тоа го имаат инкорпорирано во нивниот систем. Да. И кон тоа А и се нешто држат. друго. Ние не Покажавме сме дека назад. системот може да функционира. Така е. И ние да го почитуваме. Да. Значи, ако 90 и нешто посто на луѓе го почитуваат системот и го прифаќаат, нема простор ние да кажеме дека ние не можеме ова да го направиме. И сега доаѓаме до моментот во кој статистиката сега во тоа едносмирено движење ни говори дека ние и текако го смиривме сообраќајот. Ние и текако на луѓето ги натеравме, нели, ги знаете оние почетни бројки во првиот ден кога го пуштивме системот, иако се знаеше дека од тој ден ќе почне да функционира, имавме преку 110.000 прекршоци. И вака сега тоа е фрапантна бројка. Ако вие досега сте имале, не знам, Енормно фрпа. за Скопје збориме Голем. сега само, кога Да. Скопје го мериме, ако ние досега сме имале по 500 ево, некој пат со акција до 1000 прекршочни платни навози, нели, констатирано, сега имаме 110.000. Ја верувајте ми, нема суд, нема институција, нема систем кој тоа може да го сработи. Да. Ако ние со тие бројки продолжевме, значи, и тука недоумица беше да видиме како народ ќе излига. Народот за 2 дена тоа го спушти на 30.000. Ето толку е паметен нашиот народ. Значи тој паметен Ало тоа наш се народ гледа ефикасноста на да, проектот. веднаш на опомената на тестот го намали нивото на брзо возење. Сватија сите дека ова е Ќе ви кажам лично искуство. Во првата недела, ја немам моја кола моментално, на синот ја возам колата, во првата недела му достигнува 2 опомени. Ми вика, тато, ми вика, ќе смириш малку, иако ја не важам за Да. проток шофер мирен. Од 16-та година возам 2 години со уверение возев, тогаш системот Така, да. дозволуваше и до денес возам бели, не сум правил некои крупни големи, вика или вика ќе смириш, вика, или дај ми вика да депонираме средства да ти ги плаќам кога ќе дојдат казните. Поучно синот му вели на таткото. А од пензионерските разговори во Киселава, кај што седиме, ги слушам 2-3 секојдневно кај што пиеме кафе, 51, 52, 53 километра. Чекај. А зошто не 49? Имаш право, ама ти сега адвокатски обвинителски. Па да, зошто не кажеш требаше да возам 49? Така да, со овие 2 примера сакам да ви кажам, Така е. лични примери каде што мораме да сватиме, се работи за нас. Така. За граѓани. Прв пат не се работи за виповците, Не. за функционерите, за политичарите и така натаму. Прв пат се работи за граѓаните. Ве молам продолжите. Ќе биде, не знам, ќе биде сега не знам како клише да извадам и јас телефонот и да покажам дека и мене со Не, ви личниот верувам. автомобил ми стигна Ви верувам. 2 опомени и моите беа со 51 и со 54. Па министерот се кажа сам и да. тој. Не, затоа викам не сакам Да. тоа да го покажам, но Да. верувајте ми мене исто ми стигна со мојот приватен автомобил и сега вака. И на тоа министерството изреагира. Сега на оние 20-30 илјади кои веќе ги сибнавме од 110 илјади со проектите, сега и тоа падна на уште пута 5 на назад. Зошто? Заради тоа што веќе министерството кажа дека согласно правилник на Биро за метеорологија ги додадовме моментите на калибрација од каде ќе се казнува. Нели додадовме 6 на брзината која што е дозволена и сега нема веќе да стигаат казни за 55, за 56, за 54, 53, него 6 ти додаваме на 50 и ако возите 57 ќе ви стигне казна на најмалата. Значи, и тоа е толеранцијата која ја вградуваме. Тука ќе додадеме 6, на повисоките вредности додаваме 8 и таму има на повисоките, мислам, 10%, не сум сигурен како е во правилникот одлучено, согласно Биро за метеорологија. Значи, повторно толеранцијата ја имаме, токму така за народот. И сега веќе нема правило тоа, ама 51, 52, нема више такво да стига. И сега и тоа, во моментов од тие, да речеме 20.000 прекршители што во денот ги фаќа радарот, најголем дел од нив, 10.000 се со тие вредности, 57, 52. Додека се калибрираат со своите возива да научат... Кај мене проблем беше и затоа научари ми ставија жолтата боја.
Да, жолта. Два пати фатен на жолто. На жолто. И одма си отидов кај лекар и тука имаме мала. Значи, се што верувајте ми кажавте на почетокот добра констатација имаше. Не ме возе, не ме фатија, не возев, не бев јас, точно е. Ние прифативме многу од тие грешки. И затоа е тој тест период. Тоа се грешки на системот, а така големата генерална превенција е културата сообраќајна да издигнеме на потребното ниво. Така е. Сега имаме во моментов се одвива веќе со фирмата и со Биро за метрологија калибрација за последното сертифицирање дека се е во ред со камерите и тука веќе се докалибрираат работите од каде ќе фаќа за црвено снимањето, кој дев на таблицата ќе ја гледа, која. Значи сега веќе ги финишираме оние сите продукти кои што камерата ги ваѓа за да бидат како што треба, за да нема ни една најмала оставено како грешка, се тоа што граѓаните ни пратија, прегледавме, со многу работи се сложивме, ги подесивме, но на опомена, сега, на тест, да изреагираат луѓето и да се смири и да се посебно се радувам, да се смени културата на возење, тоа е Македонија. Тоа е тоа што ми се допаѓа. Заради тоа што ние не бевме, верувајте ми, спремни да помислиме дека за 2 дена народот ќе го свати ова. Па некој пати народот изненадува. И граѓаните изненадува. Ова во позитива го мислам. Во позитива секако. И затоа викам, ако сега ми дозволите, уствари прашајте ме што мислевте, сакам да ви прочитам нешто во однос на статистика она. Многу нервираат како сообраќај. долгогодишен шофер, да кажам, возач, употребата на телефон мобилен кога се вози и немање навика ставање ремен. Тие две работи чув дека сега со камерите исто ќе бидат санкционирани. Верувајте, многу ќе се намалат пак грешките, тој мобилниот телефон е големо зло кога возиш. Сум гледал пред мене како се прават сообраќајки со тој мобилен телефон. Да, така е, но морам да ве демантирам. Океј. Нема да го мериме тоа сега во овој момент. Имаме ли во план? Да. Вака, значи да се разбериме. Сообраќајот и законот за сообраќај нема да овие работи што ги вие напоменавте да излезат од употреба. Значи вака, оперативниот дел и нашите полиски службеници ќе продолжат да си работат и да го санкционираат сето тоа. Секој оној сообраќаен полиски службеник кој ќе забележи дека одредено лице управува, користи мобилен телефон. Има право и по стариот и по новиот закон да го казни и за таа казна си има одредба и се. Неносење каиш, секако. Сите тие работи продолжуваат, но во овој момент камерите ќе снимаат 4 работи. Тоа мора да го знаеме, за тоа сега го сменивме законот и тоа е тоа што сега го работиме. Тоа е брза вожња, брзо возење. Тоа е поминување на црвено светло, погрешно поминување на црвено светло. Тоа е погрешно паркирање. Застанување на коловози, така е. 2-3 минути паркирање тие. Она е што ќе биде весело. Тоа е она што крвотокот на градот го сопира. Така е. Точно е дека ние немаме големи булевари или тие булевари што ги имаме се пренаселиле од страна згради, тоа е веќе некоја друга инфраструктура. И ние немаме каде, но имаме. Ако имаме култура на однесување во возењето. Една застаната, 2 коли на одредена точка на Партизанска, проблеми прават. Во позадина создаваат проблеми кои што вие после 2 сати не можете да ги решите. На саба или поручи. Така. И ако одиме на работи, кога се враќаме. Тоа е многу битно да го средиме. И од тоа зависат и исто човечки жртви, кај што не гледаш кој поминува, застана пред пешачки премин. Сите се на некој начин за 5 минути, за 10. До кој да пристапи полиски службеник му вика, тука сум за 5 минути 10, а се пие да речеме негде кафе од половина час или 1 час. Зошто? За да не се најде паркинг место. Со тоа многу работи ќе промениме и четвртата работа што ќе констатираме е нерегистрираните возила. Значи, ние до сега утврдивме, кога почна тест период, дека ние, ево на територија на Скопје во промет се многу не регистрирани. Така е. Ево да не кажеме некои фрапантни бројки, така е. Општините и државата. И најинтересно што проценивме дека фондовите со години некои возила се возат нерегистрирани. И сега откога се монтира системот, или возилата не се возат веќе, оти сега оперативно ги имаме, или имаме, може да ви потврдат и техничките станиците за технички преглед, дека имаме одредени возила, така е, што не биле појавувани во системот
1, 2, 3 години назад, сега се појават. Значи мора да сватиме јасно. И во тоа сме сите, верувајте ми, тука од сите организацијски единици има сакаме Европа, сакаме. Така е. И сега мора да разбериме, мора да се регистрира возилото, мора да се осигура возилото и мора да излезеш во сообраќај спремен, како и сите други. Не смееш ти да си нерегистриран, неосигуран. Сега најнормална работа. Да, сега тоа ќе го констатираме со овој систем. Овие 4 работи. Во иднина, како ќе се договориме? Во иднина ќе направиме да ги видиме бенефитите година две од ова. Во иднина кој каков предлог ќе даде, секој ќе го размислиме, системот трпи софтверски унапредувања, тоа не е никаков проблем. Народот ќе покаже. И праксата ќе покаже. Така и праксата. Народот и праксата ќе видат. 6 месеци, година дена. Година дена. Сега, кај што го напоменавме просекот, во однос на сообраќајни незгоди, тоа што ето на некој начин на сите нерадови, тоа што ето и министерот пред некој ден го спомна во некој, ние имаме намалување на општите бројки за општите сообраќајни незгоди. Ајде го бројка да ни кажете. Иво, ако ми дозволите да направиме една споредба, ево го јануари 2025 со јанари 2026. Имаме вкупно 220 сообраќајни незгоди во јануари 2025 година. Кога системот не беше ниво тест, не беше ниво функција. Сега е системот, внимавајте, во тест во јануари 2026. Имаме до сега 143. Една третина има намалување? Или тука не? Па, од прилика 25%. 25%. Па не е малку за почеток. Но внимавајте каде имаме многу задоволство. Тешки телесни повреди, каде што луѓето најчесто завршуваат со инвалидитети, многу често и со смрт, имаме 7 во 2025 годинава имаме со тие тешки телесни повреди бројка од 5. И сега, одиме на ситуацијата со телесни повреди, кај што се оние полесните повреди, имаме 87 со 46. Значи, тенденцијата на 25% цело време е присутна. Ако ми дозволите да го мериме целосниот... Период на опомени. Во период на опомени. Тоа е многу битно. Да. Се уште е опомена. Так. Ако го измериме декември, кој ни е чист месец, декември 2024, декември 2025, тоа се чисти, завршени месеци, нема тука. Видите, имаме со смртни последици во декември 2024 5 лица. Во декември 2024, кога сме немале ни севсити ни опомени, имаме 5 починати лица од сообраќајни незгоди. Да. Во декември 2025 со опомени од севсити немаме починати лица. Ниедно. Испаѓа 100%, мала е бројката, ама и тоа е битно. Секој еден живот е битен. Колку е човечкиот живот вреден? Да. Колку милиони? Така, и од говорницата собраниска вечера не сакам политика воопшто да спомнувам, ама е министерот многу кажа, исто и премиерот праша и не добија одговор. Од оние што го кочат системот. Затоа викам и јас не сакам да навлегувам во политика, чисто професионално говорам. Битни се граѓаните. Граѓаните се граѓаните. Значи ако бројката од 0 и 5 не е различна, за да ние се направиме да ова успее, тогаш јас не знам што е наш мотив. Тоа мотивот што ни говори. Сега, спомнавме, граѓаните ќе се жалат. Видите, нормално. Нема начин да се опрете... Колку знам, имате предвидено постапка. Така е. И тоа дури во фази постапка има. Ај објаснете ја, ве молам. Вака. Значи, констатираниот прекашок од камера, сега кога ќе почне да функционира, нели, од први, она што го чекаме сите, ќе ви стигне една брзинска веднаш информација, SMS порака на телефонскиот број, кој што сте го оставиле кога сте го регистрирали возилото и имейл адреса, така што е констатиран прекршокот, вие го отварате. Значи, има една интересна работа. Ја отварате и од тој момент кога ја отварате ви течат 8 дена. Вие може денеска да не ја отворите, може да утре ќе отворите, од утре ви течат 8 дена. Значи, системот мери кога ја отварате. И сега имате таму прекршокот, евидентно сте поминале, не сте поминале, збориме за онаа казната од 0 до 30, кај што нели не предвидува системот од земање или забрана за возење понатаму кој судот треба да изречи. Ако вие се сложите дека сте возеле, дека сте го направиле тоа, вие ја плаќате на пола, казната, веднаш, имате неколку системи. Значи, има попуст првичен. Секогаш имало. Пола и во стариот систем
имаше, но ти даваме Тоа е парагон. швајцарски систем. Да. Ќе ви кажам 93 што Да. сум видел у Швајцарија. Значи, ево да кажеме да препоставиме дека сте возеле 70, забраната е 50, мислам, 57 ви дал системот, вие веќе возите 70. Влегувате во делот на да ве казниме со 45 евра. Да. Заради тоа возење од 70. И вие веднаш можете тоа да го прифатите и на 23 евра во денеска противвредност тоа да го платите, ќе имате неколку начини. Традиционално сакате во банка, пошта, не знам што се користи меѓу граѓаните, сакате електронски Електронско. во полиска станица преку апаратче да ви го извршат, да ви ја извршат уплатата, или најново сега имаме, ќе создадеме апликација, се работи на апликацијата, каде Специјално што за ќе може таа намена. специјално преку апликацијата, на кој што претходно ќе се регистрирате и ќе се нели ќе направите профил, кај што ќе може слободно и да се информирате, и да ве информира системот, а и преку нејзе да платите. А додека се направи, во секоја полиска станица, на секаков начин преку банка, или секогаш на секаков начин преку вашиот систем, што вие го имате на апликација, преку некоја банка, преку интернет, плаќање. Со тоа што, во делот на тоа што ќе ви стигне, еден број кој што е идентичен број со каде што ви се мери казната, за да нема повторно како порано ја платив казната, па ќе мора да одам во полиска станица да ја потврдам за да не ми стигне пак. Така. Сега државата ја превзема одговорноста да го поврзе тоа. Вашето плаќање со Чекор казната. напред. Да, и вие немате потреба веќе да докажувате. Вие само имате право да ја платите. Во колку не сте возеле, вие сте возел некој ваш роднина, не е битно, член на семејство, слободно со него дојдете со изјава на нотар или лично тоа он да се дојде. финеси. Да, со лична карта. Прекршокот е направен. Да. А тоа се Да, финеси. како? Збориме кога се согласувате дали ви или некој. Сега има момент кога некој не се согласува. Образецот кој ви стигнува како казна, не треба ништо да пополнувате. Само потпишете го и однесете го во суд. Тоа се рачуна како вие Почнува дека судска да, постапка. вие барате судска заштита. Широка заштита на Судот, правата. судот тоа ќе го Граѓанските препрати права. со барање код нас, наше теретот на докажување. Вие само треба да се... Но внимајте, тоа го имате можност само во тие први. И оно Осум пробанди дена. на ваша страна. Вие Да. терет на докажување на држава. Нашиот Ова не го терет на знае. докажување, да. Наше Ова не го теретот на докажување. Ние ќе докажеме дали сте во право, што се жалите, или па ние не сме. Па добро, и нормално, кај вас се Кај нас доказите. се системите, Доказите кај нас се системот, доказа. така. Не, Ама ова ме изненадува пријатно малку. сакам да кажам, не е веќе, ние му помагаме и на судот, тоа брзо да го растоварувате. ги растоваруваме. Но внимавајте се, имаме исто една добра новина. Во колку се работи за казна за поголема брзина од 30 од дозволеното. Да. Тука веќе имаме момент кај што ви следува и одредена судска забрана за возење. И сега, ако се работи за некоја брзина од 42-3 над дозволеното, и тука влегувате во забрана, судот има право да кажеме, со тео дел во тој прекршок да ве казни 2 месеца или 3 месеца забрана. За Времено. возење. Времено. Како до сега, што Мандатна, беше висоцена. мандатна. Да, мандатна казна. Нели, покрај тоа што ќе ја платите казната, Нормално. и судот ќе ве повика во некој период одреден да ве казни за забраната за возење, па ви одзема возачката, па после ве враќа и така. И се до сега беше системот, чекате, па ве вика, па ви ја одземаме возачката, па ве сликаме наново за да ви ја вратиме втората. Видите сега како е. Ако се сложите дека сте ја направиле таа казна, мислам тој прекршок. И ако се сложите дека тиете, ја плаќате упола и се слагате. Ние ви даваме 50% попус. Него Олакшување пак. не го малтретираме судот. Ние само се известуваме меѓу себе, вие ја прифаќате казната и ние место 3 месеца ви изрекуваме казна од 45 дена забрана. Ви стига порака на мобилниот телефон исто како што ви стигнала порака дека сте направиле сообраќајен прекршок, во која што вика од денес ви почнува да ви тече забраната. Не ви одземаме возачката. Не треба пак да се сликате. Не треба да доаѓате на шалтерите во МВР при МТВ или не. Ништо. Ве известуваме, вие од тој момент сте под забрана. Знаете дека не смеете да употребувате или да користите, да возите моторно возило. Ви кажуваме од кога ви почнува да ви тече 45 дена, до кога ќе ви завршат. Од кога ќе ви завршат, ве известуваме дека ви завршиле, продолжувате да возите. Сашо, знаете што приметувам? Тоа е Голема инклузивност и равноправност на двете страни.
Значи, дозволувате граѓанинот да има малку повеќе права, порано беше казнување. Класично, сега инклузивност му давате право да бира, ако кај одбори да се договара, да се согласи. Па ова не е мала новина да ви кажам. Видите, ако ова не го знаев, да видам искрено. Сметате дека треба да се докажувате, а сте го сториле тоа, само ради тоа што ето се работи за некаков инат. Нема да дојде нема да ви донесе ништо тоа добро. Ние ќе докажеме, камерата е неприкосновен факт, таа снима, пазите. Ние на граѓаните мора да им кажеме дека не се работи само за слика, него за одредени настани на судот ќе му приложиме и кратка видео секвенца од вашето возење, кај што ќе се види точно дека вие сте возеле, кај што ќе се види брзината на возењето, сте поминали на црвено. Да не се лажиме, значи тоа што ќе го снимат камерите, не ќе може да го лаже, тракне лаже. Да, не ќе може да го оспоруваме на суд. И сега ако некој стварно го направи тоа, мислам дека нема одговара да се тужи или не знам да чека, нема да добие поводност. А вака, прифаќањето на грешката, соочувањето со правдата, веднаш во тие рокови ќе ви донесе бенефит. 50% МВР ќе ви ја скрати максимална, минимална казна која што судот отпосле ќе ви ја секако даде. Затоа викаме, добро е да го разбериме проектот од страна на да не зборуваме за казни. Добро е да не грешиме, добро е да внимаваме кога возиме. Така е. Добро е да внимаваме кога возиме, да не се казнуваме и ние ќе бидеме најстечни. Да имаме помоци од 300 казни во денот. Да имаме помоци од 200. Имате некој таргет ставено? Не, немаме таргет. Сакам да кажам дека ако ние до сега сме постапувале по 300 прекршачни платни налози во текот на еден ден за град Скопје зборувам, или не знам 1000 на цела држава или 800, ние би биле среќни помоци да е. Оти тоа е работа за нас. Граѓаните да бидат среќни. Да немаме згазени пешаци. Да немаме сообраќајни незгоди со брза вожња кај што настрадале и возачите, и пешаците, и другите, двете коли што се удриле, да немаме удрени мотори, велосипеди. Сето тоа е заради брзо возење. Верувајте, ако се движиме во една нормално, како во нормална земја, со нормални 50 на час, имате поголемо време за реакција за кочење, имате поголемо време за разгледување, и ево да ви кажам еден мој мал личен ево тест. Да. И јас, како и сите други, сум возел малку побрзо на сообраќајниците да стигне. Секогаш ние брзаме негде. Не сваќајќи... Проблем со времето сме. Така, проблем со не сваќајќи дека тие се улиците мора малку порано да тргнуваме на договорените работи, ние малце покасни се брзаме, а негде и како има гужва. И сега тестирам овие денови кога јас се движам, нели, и тестирам, нели, да внимавам. Оти сега, верувајте ми, сега имам приметено, ако возите побрзо, се издвојувате и сите ве гледаат вас. Ми го зедовте зборот, тоа сакам да го кажам. Сите пополека возат и сега вие ако се издвојувате, сите се прашуваат кои сте вие. И затоа сите возиме, нели, идентично. И приметувам дека доаѓам на работа малку порастеретен. Не сум нервозен, не знам. Да. Значи доаѓам на работа без некоја не брзам. Психологијата ќе ја смени. Да, а не доаѓам покасно или порано. Доаѓам во исто време како и претходно. Верувајте, значи ето не знам како, но се движам по истите сообраќајници по кои што сум се движел од моето место на живење до работа, возам нормално и исто доаѓам. Дури некогаш некоја минута и порано. Оти па сите некако така движиме, сите го свативме тоа и некако по-добро се снаоѓаме. Да. Сега, тука имаме проблем со успорување на сообраќајот во однос на одредени луѓе што викаат дека многу така одредени граѓани, така сериозно го сватиле тоа, па они па сега возат и под 40, знаеш, од некаков си страв на да нема да има такво нешто, знаеш. Нормална е таа реакција од граѓаните после опомените да пробаат да си нивелираат ниво на возење. Сегашните коли... Да, ма и ние се сакаме да приговараме. Да. Сега зборам како граѓанин и како човек кој управува патничко моторно возило. Се сакаме да приговараме. Ја мислам треба и малку време да даеме да легни проектот. Ова што кажавте, вака ќе кажам и на анегдота дозволува, нели? Вашиот подкаст се малку така слободно. Да. Анегдотава ми е во делот на кога секогаш ево вака ќе сме седнели и ќе сме правили муабет, како е да речеме во Швајцарија, не би во Австрија, сите нели во последниве години сме биле натаму и викаме, па нема таму Холандија, па нема тука те казни камера и нема што да прашуваш, си плаќаш, нели, и готово.
не се прашуваме таму дали има правилници, дали е тоа злоупотреба човечки податоци, знаеш, и не ги земаме во предвид тие работи, нели? Злоупотреба, не знам, има, пак дали смеело таму камерата. Во Холандија имате градови кои што имаат подвижни вакви камери, во вид на канти, во вид на бандери, кај што ги редат за одреден период, од една недела, и после ги преместуваат на други места. Тој им ја дозволува. Зошто? За да имаат смирен сообраќај, за да имаат нормално од нас минус 3 пати помалце жртви, а колку се поголеми. Сега кај нас, одредени групации сега следам така помали, дали имаме право ова да го па дали ова, тоа сакам да кажам, значи сега зборуваме многу отворено во одредени кафулиња кај што седиме дека нема таму лабаво, таму те казнува, па ајде да те видам пак. Значи го оправдуваме она што светот го прави. Нека Велика Британија за камерите. За камерите, така е. Нека проучат за дисциплината Швајцарија, така. И тука е и Германија. Така. Имам две случаи. Швајцарија со француска регистрација, кој бев без работа, престојав кај тетка ми во Франција, на гости месец дена бев кај еден пријател во Швајцарија, правам грешка со паркирањето и викам, ајде, не плаќаме. Немој вика, влезен си во систем, француската и регистрацијата на граница ќе те фатат. Пази. Така е. Пази си признава, ја плаќам. И кажува одмал, половина. Во Германија, пред 2 години, од 93-91, на семафор брза вожња, меѓу црвеното и жолтото, повеќе црвено отколку жолто, и домакинот Петко од Истибања беше човекот, вика, сега направивме грешка, ќе ми стигне. Деве, каква грешка му викаме, ние гости му бевме, вика, се овде, вика, снимано, вика, ќе стигне казна. Па викам, има ли шанса да избегнеш? Ни случајно. Утре дента, натеравме да не однесе у пошта, ни кажа дека исто така е 50% поевтино, му ја плативме на човекот. Гледајте која година јас сум се соочил со таква сообраќајна култура и на високи стандарди, ама и на дисциплина на плаќање на своите грешки. А ова ги кажав, не се срамам од ова, тога сум бил многу помлад, дека не треба ние да преговараме нешто што не удира по джебот. Во позадината на тоа е безбедниот живот и нашиот телесен интегритет. И бројките кои што ќе на крајот од годината ќе ги прикажеме тоа. И ќе се гордееме со тоа. Ова што го правиме како држава, заради тоа што сега почнува во Скопје, знаете добро, коридор 8 и 10 се веднаш одма во исти период од тоа и после тоа се прошируваат на сите поголеми градови. За тоа ме интересираше. Како ќе стигнеме? Сакам да кажам, уште ради еднаквост на граѓаните. Да. Од тој аспект, не од друго. Секако тоа е. Слушам, Тетово и Куманово ќе одат во прва фаза и после другите поголеми. Само ова да ви кажам, значи ова што го правиме за земјите околу нас, каде што се граничиме и со Европа, и со земјите од Западен Балкан, е голема новина и можда сме едни од ретките што ова го имаме. И верувајте ми, за брзо, после една година кога ќе ги видиме позитив, и они како земји ќе се повикуваат на нашиот проект. Протокот е голем, ќе сватат. И ќе ни биде гордост во странство кој ќе отидеме. Пионери. Како, да им кажеме дека ние ова го имаме, кај вас не е решено. Гордост ќе ни биде, верувајте ми ова што ви го кажам. И сега во однос на ова, во Скопје имаше подобра инфраструктура во однос на тоа дека и претходно камерите се монтирале, сега само се домонтира уште неколку и почна. Коридорот 8 и 10 е завршен. Значи камерите се тука, се тестираат и тие сега и тие ќе пројдат кон Биро за метеорологија и сертифицирање и сите тие документи и ќе почнат истовремено со градот Скопје и Тетово и Куманово во овој момент. Па најголеми ван Скопје. Да, и исто кај што инфраструктурно во периодот се работеше. Следната фаза е веќе во ЕК, се монтираат во сите поголеми градови, луѓето можат да ги забележат тие во кои што во градовите живеат и пограничните премени на излезите, мислам, во подлабока смисла внатрешна. Веќе се забележуваат камерите и пополека и они ќе влегуваат во системот. Сега јас точни датуми не можам да кажам, да почнеме тука, да се прошириме осом. Јас мислам дека до крајот на годинава се ова ќе биде ставено. Па нека година-две нека биде. Па не верувам. Министерот кажа прецизно и он секој ден работи на ова. Он кажа дека до крајот на годинава
ова се ќе биде Браво. ставено во оптек. Значи, Ве поддржуваме. Safe City, Safe State ќе биде не само порака или парола, него ќе биде стварно реалност. Па и сега е во Safe И сега, City. да, со тоа што таму исто така ќе почне тест како тука и така, значи ќе поминат сите овие фази со тоа што сме сега веќе каде поискусни во делот на што треба да правиме. Да. Статистиките ќе ни кажат се. Пред да ги дадеме завршните пораки, ние секој пат практикуваме, не сме само информативен подкаст, туку и едукативен, се разликуваме малку од другите, да го искористам вашето присуство, господин Топаловски, као прв човек на полицијата во Скопје, да ни кажете нешто за генерацијското насилство, зголемено, стагнирано, намалено, така 2-3 прашања сакам да ве подпитам. Ево, прво нека биде тоа. Да. Добро. Децата ни се најбитни, да, средношколците, основците ни се најбитни. Добро прашање. Ако напишете началник на СВР Скопје Сашо Топаловски на интернет, на Google текст, ќе ви излезе моје прво интервју за јас не се сеќавам дали беше Република, мислам дека беше Република. Некој медиум. Да, некој медиум, да не спомнувам. Чинам дека е Република. Каде што го отворив како тема булингот, врсничкото насилство. Го отворив како тема која што на многу европски метрополи им чука на врата и кај нас, да не биде прекасно, да бидеме спремни. И се уште како сектор работиме на окрупнување на еден план заедно со одредени меѓународни институции кои што се тука присутни и разговарано е на тоа како да оформиме еден сериозен систем и пристап прво од превентивна гледна точка за врсничкото насилство. Да ги опфатиме сите школи, да опфатиме една програма, но преди се да обучиме кадар кој што ќе биде спремен да го прифати предизвикот решавање на врсничкото насилство. Што сакам да кажам? Најчесто сега, ние ги имаме тие случаи, веќе се случуваат, неколку веќе и се јавни, каде што полицијата кога веќе ќе дознае, за жал постапува и веќе има дело, веќе е известено обвинителство, адвокати и веќе случајот во ерупција е процесиран и не може да... Ние сакаме да произведеме нешто друго. Сакаме да обучиме кадар меѓу школите, меѓу полициските службеници кои се оние први на пријава, да кажеме, оние што како години ги спомнуваме малски полицајци, позорни полицајци. Тие се оние полиски службеници кои што ги знаат школите, кои што задолжени им се школите да... 2017 во Кавадац избореве малски полицајци у една кампања за Митко Кожувчанка. Тие се оние наши полиски службеници кои се водичи на секторите кои што како тело се задолжени да ги дужат школите за безбедност на нашите деца. Но тие мора да имаат контакти со педагог, психолог, училишен наставник кој што ќе е обучен ништо, кога едно дете ќе успееме да пријави настан дека некој него нешто му прави во однос на насилниот криминал, врсничко насилство, без разлика, нели, таму знаете, има секаков тип на врсничко насилство, има и психолошко малтретирање се, ние препознавајќи го тоа, веднаш да реагираме да не дојде до она како сцена што ќе го видиме кај што 10 деца цепаат едно или обрат. Тоа е последното нешто што може да ни се случи. Ние треба малце порано да реагираме. Тука треба да ги едуцираме родителите. Што е што може да се случи? Првиот момент е секогаш не, моето дете не е можно да е тоа. Секогаш е тоа така, јас сум родител и мене тоа ми се случува. И јас некогаш не можам да поверувам за моето дете дека нешто направи. Кога малолетник е во ноќен бар после 12 часот и конзумира алкохол, првата вина е на родителот. Така е. После е на професорот или учителот, па на општеството. Така е. Ланска година направивме неколку акции во однос на јавниот ред и мир на територија на град Скопје, кај што во ноќните часови, после 22 часот, посетивме неколку кафулиња градски, со цел дали има малолетници внатре и дали користат алкохол. За жал, бројките беа лоши, затегнавме малолетници, имаме веќе и констатирано казни, имаме и кривични пријави поднесено против тоа што се точи во алкохол. Така да нека поучно тоа дело. И знаете дека во тој дел ние ги викаме родителите да си ги земаат своите деца од полиска станица. И ако тоа не е податок дека треба да се свесни дека нели
треба превентивно да се делува и од дома, и педагошки, да се збори за тоа дека тоа не е добро, но училиштето е голем фактор. И затоа, викаме, врсничкото насилство е нешто со кое што треба да заедно со Министерството за образование, заедно со Министерството за труд и социјала, заедно со други. Но ги кажете психолози, социолози. Така е, ресорни министерства социјални работници. Изготвиме една сериозна програма за да тоа можеме да Како стоиме на планот со ноќните тепачки што беа многу под наводници популарни во автобусите и некои така жаришта ноќни во Скопје? Дали имаме подобрена ситуација? Па да, јас мислам дека тоа е очигледно, имаме далеку поподобрена ситуација, значи скоро и да не се случуваат тепачки во градскиот превоз, тие ги имаме спуштено на најминимални граници, ако имало 1 до 2 во теков на 2025, ние имаме веќе и готов извештај за 2025 година, тоа е завршен, стратешка проценка, имаме резиме, кај што имаме многу позитивни бројки, имаме многу намален дел од тој. Не се сеќавам годинава што измина некои драстични случаеви со тешки последици, не можам да се сетам. Па, или можеби? Верувајте ми, немаме. Имавме неколку насилни тепачки, да кажеме, меѓу малолетници, кои што веднаш ги решивме. Так. Немаме нерешена. Веднаш ги најдовме строителите, веднаш се изнесени пред правдата и тоа е завршено. И тоа е доказ дека тоа се казнува и децата се помалку се одлучуваат на тоа да го прават по било какви причини. Имаме намален број, најчесто се така после навивање, после. Но претходно имавме после школа, сега тоа и да го скоро немаме, затоа и не се сеќаваме. Имаме, да речеме, многу голем, мислам дека и министерот испомна на некој од последниве гостувања, ги спомна бројките, колку е намален општиот криминалитет. Не сега, за 2025-2024. 10 години назад. Значи, ние ги мериме 10 години назад. Ние 10 години назад се мериме со бројки. Значи, ако сме имале, не знам, бројки над 25.000 кривични дела на ниво на цела држава, сега тој број е намален на под 17-16.000. Значи, ние имаме третина. Да, имаме третина, 30%, но тоа во одредена бројка на класичен криминал. Ние ако го мериме само Скопје, сепак зборуваме за Скопје, види во тешките кражби, да речеме, кои што се атрактивни во затворени објекти, тоа се сите оние големи маркети, продавници, затворени објекти, нели? Ние имаме скоро 14% пат на криминалитетот. А имаме раст во откривачката функција, значи двоен бенефит. Да, двоен бенефит. И верувајте, тука системот Безбеден град ни помогна. Така. Значи, ние преку тој систем и тоа го откриваме. Оперативниот карактер. А некој се буни. Премногу ке сте не снимале. Не верувам дека се бунат оние кои што имале проблем со ваков тип на криминал над нив да е извршен и они гледаат како го откриваме и колку брзо. Значи, затоа. Во однос на разбойништвата, па последните 20 години, ајде да не кажам 20, ајде последните 10 години сме немале вакво намалување. Ние имаме вкупно намалување на разбойништвата на територија на град Скопје од 36% помалце. Во споредба Ја не памтам такво намалување. Во споредба со претходната година. година. Ја као обвинител многу одавна, такво намалување на разбойништво ја не памтам. Споредбено во истиот период, ако го споредиме 2024, додека внимавајте ова, разбойништвата во спортски обложувалници, значи кои што беа многу чести во 2022, 2023, 2024. Беа нападнати. Тоа е нов криминал е во спортска обложувалница. Беа нападнати оние објекти кои што се малку обезбедени, да кажеме, кои што криминалците знаат дека тука циркулира некоја пара. Така слабо обезбедено тука, нели беа лесна мета. Оваа година, 2025-та, бележиме драстичен пат од 71,42% намалување. Па човек да не верува. Да. Браво. Тоа е бројка Браво, не. Имаме така се вели. 72% помалце разбойништва
ги водиме разбойништа, пошто ќе дојде со употреба на некакво оружје, држи во рака или не знае, и ќе ги одземе парите. Класично битие на кривично дело Зошто? разбойништво си е тоа. Така, 72%. Помалку од лани. Одземање на насилен начин. Да. И тоа е бројка која што не сме ја постигнале со седење дома. Сме ја постигнале со Секако. активни планови за безбедност, давање насоки на секоја организацијска единица која што е по одините општини, макотрпно во периодите во кои што статистички сме определили кога се врши тоа, најчесто при крајна смена, кога нели парите се тука или са бајле, ние сме поставиле служби да внимаваат по подрачјето и да ги откриваат. Сега, тука доаѓа во оптек што и зголемувачката, откривачката позиција нова е 46% зголеме во разбираче. Значи, 46% сме Пак, ги откриле во првата недела. Двојно. Да, повеќе од сега, тоа е зашто го јавува оваа добра бројка. Заради тоа што ако вие една, две, три групи ги трнете од улица и ги однесете таму кај што им е местото, тоа е затвор, нема кој друг да прави. Како искусен правник и кривичар можам да приметам дека менаџментот на средниот и врвниот менаџмент во полицијата се стегнал малку, ги подобрил тимовите, ги зголемил и еве зашто ефикасноста ни е поголема. Имаме во недозволената трговија со друга и оружје имаме одлични резултати. Имаме резултати да се споредиме со последните 5 години наназад, не со последните, со само последната. Ние само што ја почнавме годинава, ја почнавме со голема заплена на кокаин. Тоа е заплена која што претходните 12 на години не беше заедно 10 кила. И сега но да се задржиме на 2025-та, ќе зборуваме за 2026-та на крајот. Во 2025-та ние имаме во сите сфери на дозволената трговија успех. И откривачката функција во однос на ситните дилери на наркотична дрога марихуана и во однос на кокаинот како поединачна материја која што се јавува, да се сватиме, СВР Скопје како орган не сузбива транспорт на големи количини, транснационален. Други се бават со тоа. Тоа има, за тоа имаме ние друг оддел. Так. Ние не интересира уличната препорачка и заштита на граѓаните од тоа. Јас пред да дојам на оваа позиција, секаде го слушав зборот дека има вакви наркотични средства во секој една кафана, во секој кафич и тачно, тоа може да било така. Сега се трудиме тоа цело да го решиме и нема да прекиниме тоа да го правиме. Секој дневно ќе работиме на заштита. Убава порака праќате. Браво. Да. И секој дневно ќе имаме такви планови и луѓето и родители и луѓе да се сигурни дека ова не може ние да му ставиме крај да нема, но на што секоја година ќе се трудиме да имаме што помалку такви случаи, а се повеќе и повеќе откривачка позиција. Оваа година, 2025-та, е исто позната по едно многу битно нешто, тоа е семејното наследство. Тоа ќе беше следното прашање и тука да завршиме. Добро, браво. Семејното наследство е, да кажам, гранка на која што посебно обративме внимание. Да. Многу јавност се случи во некој случај и многу јавност претходно ше во 24-та говореа за истото. Малку и законските прописи ќе се сменат таму. Имавме состанок со јавното обвинителство, со кој што работиме заеднички. Имавме состанок со Министерството, кај што кажавме дека семејното наследство со приоритет ќе го санкционираме. Секој еден случај кој се пријавува кај нас, веднаш го работиме со приоритет. И ако ви кажам, да не кажувам популарни бројки, непопуларни, вака, во 2025-та, семејното наследство, сите случаи кај што заеднички со обвинителство се одлучило да се тера во брза постапка, се завршило со притвор, со завршеток, со кривична пријава и сето тоа процесуирано. Во 2025-та имаме дупло повеќе од 3 години наназад, 2023-та, 2024-та и 2022-та, сите 3 години наназад немаат колку 2025-та пријави по брза постапка во 24 часа. Заедно. Значи, колку 3 години наназад. Тоа е одраз на тоа што како сектор сме кажале, овој тип на криминал и те како ќе го санкционираме. И тоа се случува на дело. Основната единка семејството ни е најбитно во општеството. Во 2026 се од таму почнува. Се од таму почнува и на крајот тоа е во сите европски извештаи,
констатација дали делуваме, дали не делуваме. И морам да кажам дека и во 2026 нема да прекинеме тука. И уште едно нешто, вака од повеќето би го издвоил, ако ми дозволите, еколошкиот криминал. Да. Тоа е нешто на кое што претходно во иднина не се обраќало внимание и внимание на кое што ето нели јавноста со протестите одредени дејствија што се случија, големиот пожар во Трубарево, што на некој начин ни даде можност да реагираме. Тука во 2025 имаме вкупно 27 такви кривични дела извадено во оптек, што е зголемување во однос на претходните години за 68,73%. Значи, во претходните години, овие 27 кривични пријави биле на 4-5, ние сега сме го дигнали нивото и имаме 16 кривични дела, кои што завршиле со притвори, со одредени затварање. Знаете, во депониите, знаете за Трубарево и за одредени санкционирани работи. Тоа е не само декларативна борба против еколошкиот криминал. И ова ќе го продолжиме. Ова е сега промена. Да. Ова е сега композитива. Ова е сега рамка против над која нема да можеме да одиме, ќе треба малце подолу да идеме. Тоа си го поставивме. Во депонијата во Газибаба, што ја дели Газибаба Јародом, која што се, нели, таму веднаш реагиравме, веднаш притворивме, веднаш имавме дело и веднаш имавме за прв пат по членот 230, мислам дека од еколошки криминал. Кај што им дадовме на знаење на сите дека не ќе може веќе да создаваат такви депонии. Значи, без многу инфлагранти. Во суштина, тие што ќе создаваат, ќе се соочат со законот. Тие се тие бројки зад кои што ние како ресор стоиме. Сега, нормално, нема совршеност, не сме ја постигнале целта, ама продолжуваме понатаму. Имаме се уште и се трудиме на многу и многу работа се уште да. Не, овие бројки ја ги гледам малку и социолошки и психолошки. Криминалците ќе помислат малку дали ќе се определуваат да ги прекршуваат законите и уставот, бидејќи оваа ефикасност малку нив треба повеќе да ги исплаши, а нас да не радува дека сепак полицијата се ја врши својата работа. Уште Сашо, полека да завршуваме емисијава, мене ме радуваат овие бројки конкретни што вие ги кажавте. Јас само ќе ви посакам и добро здравје и да ве охрабрам да продолжите понатаму, да не се обесхрабрувате, ама еве полека доаѓаме во состојба кога транспарентно ја гледаме работата на полицијата и така ќе се намалат, и веќе се намалува тие повици по полицијата е крива, не действува и она што не е точно, што апсолутно не е точно, се знае, нашите чувари се полицијата и армијата и ние мораме малку и ние лично да го менуваме односот кон овие служби, а сега зборуваме за полицијата. Пред да завршиме, обично завршуваме со порака на гостинот. Би ве замолил за кратка порака и за Safe City и за овие бројки на криминалитетот, ефикасноста во зголемување, а извршувањето во опаѓање, да кажете збор-два за нашите гледачи. И со тоа ќе завршиме емисијата. Добро, не ми е вообичаено така пораки да давам, но ето ќе пробам да ќе ми дозволите да кратко да срочам нешто сумирано во однос на безбеден град. Ето, би порачав на граѓаните да бидат трпеливи, да бидат внимателни во возењето, да го направат она што и во моментов на опомени го правиме, да се чувствуваме безбедно, да не се вознемируваат од системот дека има некакви неправилности, ако сепак постојат, МВР е тука, полициските станици се тука, слободно може да се пожалат, имаме и интернет страна направено за тоа, имаме и веб портал, така да нема никаков проблем, значи да му дадат шанса на безбеден град, да му дадеме сите заеднички шанса, да ја покаже суштината зашто го имплементираме, а верувајте, бројките и статистиките и смиреното возење ќе ни докажат дека сме биле во право ако му дадеме шанса. Тој ќе прикаже зошто е таков каков што е и
што на крајот ќе произведе, да за другите околности да испратам една порака дека ми е мило што во анкетите што и јас морам да признам ги следам, дека Министерството на внатрешни работи добива се поголема доверба од граѓаните. Да. Таа доверба Тоа го покажуваат анкетите. Така е, тоа го кажав, довербата не сме ја не заслужиле, сме ја заслужиле заради тоа што го работиме, макотрпно работиме на тоа, а работиме за доброто на граѓаните и гарантирам дека ќе биде подобро, да ни дадат верба, да не чувствуваат како дел од нив, да не чувствуваат дека сакаме да помогнеме, ние сериозно сакаме полицијата да ја доближиме до граѓанинот и да му помогнеме. Пораката е моја дека 90 и нешто посто се луѓе кои што немаат проблем со законот, немаат проблем со безбеден град, нема ни да имаат, но имаат услуга што им треба од Министерството, а таа услуга можно е да е од граѓански аспект. Знаете дека веќе тие оделенија за лични документи се средени, таму е веќе да ти е мерак да отидеш а некако порано, нели, без гужви, услугите други се сето ова што ќе им биде потребно и нормално на граѓаните мора да им дозволиме да стигнат од точка А до точка Б безбедно и они да не ги интересира дали успат има возила паркирани. Затоа го правиме ова, за да добиеме еден нормален живот со нормално движење во градските гужви. Општините тоа го заслужуваат, граѓаните тоа го заслужуваат и ние сме должни да го сработиме најдобро што знаеме. И една општа констатација како порака би било дека Министерството на внатрешни работи ќе направи се што е потребно да го заштити секој еден граѓанин, да го заштити неговиот живот, неговиот имот и се што по закон му следува. Ние сме тука, отворени за соработка, многу брзо и многу повеќе новини ќе се донесат за преување одредени представки од граѓаните што ги имаат кон сите, така да многу оваа енергија кон околината што ја имаме и што сакаме да ја добиеме, со денешната технологија која имаме, ќе мора да искористиме и таа технологија ќе ни донесе брз пристап кон службите и брзо решение на одредени проблеми. Браво, ја можам само да кажам да ви честитам, да ви посакам и понатамошна успешна работа. Ние и по една друга работа се разликуваме од другите подкасти. Ние сме подкаст кој на своите соговорници и гости подарува книги, ама овој пат не сум бил Матица Македонска која е спонзор од кај Раде Силјан. Деновија ќе го направам тоа, ќе го обновам фондот и ќе ви поклонам две мои книги, Вселена на брендови и еден толковник за брендинг, адвертайзинг, public relation. Ја вас ве сместувам во младите модерни кадри, школувани во Македонија, обучувани во странство и по вордингот се гледа тоа, па мислам дека ќе ви послужат овие две книжулиња. Повелете. Да ви се заблагодарам за гостувањето во емисијата. Драги гледачи, не знам дали приметивте дека јас конечно го постигнав мојот идеал помалку да зборувам од моите гости, ама така е кога ќе зборуваш со професионалец и оперативец. Ке си дозволам и така да го наречам мојот гостин. И ја мислам дека имавте добри пораки од нашиот гостин. Наше останува само да сме кооперативни, инклузивни и да соработуваме со полицијата, која еве видовме доброто не го мисли и со сејфсити и со прогонот на криминалот и сторителите на кривични дела. Ве поздравувам и се гледаме во следната емисија. Довидување.